Будимпешта е релацијата на која најмногу летал владиниот авион. Дури 7 пати се летало кон престолнината на Унгарија во периодот, откако ВМРО ДПМН состави влада во јуни 24-та, па заклучно со декември 25-та година. Од министрите најмногу во воздух бил министерот за транспорт и врски Александар Николовски, а најчесто летал токму за Будимпешта. Го користел авионот 11 пати, од кои 5 пати бил таму. Преку документите кои ги обезбеди Телма од службата за општи заеднички работи во владата, имало и случај кога владиниот авион бил упатен на сервис во германскиот град Нирнберг на 12 јануари лани. Оттаму бил упатен кон Будимпешта, го земал Николовски и се вратил во Скопје. Министерот за транспорт летал и за Лондон, а дел од делегацијата бил и поранешниот вице-премиер за економија Владимир Пешевски. Били во Прага, Виена, летал и на релација Скопје-Истанбул и назад, но не директно за Скопје, туку прво застанал во Охрид. Повеќе од Николовски, владиниот авион го користела само председателката Давкова. Летала 13 пати, во соседството била до Тиват, Подгорица, Тирана, а имала и летови до Рим, Истанбул, Копенхаген. Председателот на собранието Африм Гаши пак го употребил 7 пати. На 3 релации бил придружуван и од сопругата. За еден лет од Скопје до Джеда во Саудиска Арабија. Како корисник се наведува председател на собрание, но на листата нема податоци кои биле патниците. Премиерот Мицковски, владиниот авион го користел 3 пати. Еднаш за Будимпешта, а на 10 август лани заминал за Сплит. Во тој период медиумите информираа и дека неколку дена Мицковски ќе одмара во Хрватска. Патувал и до Тирана. За еден лет од Скопје до Белград нема целосни податоци. Пишува дека корисник е председател на влада, но графата за патници е празна. Исто колку и премиерот, владиниот Лирџет го користел и министерот за надворешни Муцунски. Бил до Ротердам, Белград, Страсбур. Во еден случај летал и до Прага. Патување организирано од Министерството за енергетика, транспорт, земјоделие. 2 лета од МНР биле организирани за други цели. Едниот за транспорт на повредени од пожарот во Кочани, а другиот за евакуација на граѓани од Израел. Од документите може да се види дека со владиниот Лирџет летала и министерката за енергетика Божиновска. Била на еден ден до Белград и еднаш до Прага. Во Будимпешта бил и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Таму заминал со уште 4. Во авионот еднаш седнала и министерката за образование Јаневска и поранешниот министер за животна Изет Меджити. Патувале до Лондон. Според податоците за година и половина, од средината на 2024 до крајот на 2025, владиниот авион бил употребуван околу 40 пати, без летовите за сервисирање и 2 лета, медицинскиот и за евакуација. Се сервисирал 9 пати. Според податоците од СОЗР за техничко одржување на владиниот Лирџет, за година и половина потрошени 7,5 милиони евра, но во овој трошок влегува и сервисот закажан од претходната влада. Владиниот авион е наменет за институциите кои што се под капата на владата. Трошоците за летовите се покриваат директно од буџетот кој што го полнат и граѓаните. Веќе има најава дека се планира да се набави уште еден владин авион.